колку ни се турбулентни временските прилики, може да очекуваме секаква промена и во краток период. Ване Марковски ова утро е на терен, сега е пред Националната опера и балет. Тема е двојната изведба на балетската представа Ана Каренина, но прво, Ване, останува ли се како што беше во првото јавување? Па не, ако може да забележите, веќе ја нема дуксерката, малку повисоки температури, веќе и на 20 степени Целзиусови, но што е тука е, си баравме пролет, некои од луѓето ќе кажат, па дефинитивно и ова време одговара баш на пролетни денови, да биде вакво променливо. Но ќе видиме што ќе донесе календарски летото. Сега на друга тема во продолжение, во ова наше второ линковско вклучување од теренската екипа во Скопје, се наоѓаме пред Македонската национална опера и балет. Тоа што ќе го споделиме како информација, секако завршија прво мајските оперски вечери, ќе направиме едно резиме на тоа што се случуваше целиот тој месец, започнувајќи од 9 па се до последниот ден од месецот мај. Ќе најавиме и двојна изведба на ремек делото Ана Каренина, но и богата летна сезона пред нас. Разговарам со господинот Благоје Петковски, раководител на одделението за маркетинг и односи со јавност при Националната опера и балет. Добро утро, верувам дека ова веќе ви е вообичаено работно време и време за будење во овој период. За нас нема работно време, мора да се работи. Добро утро на сите гледачи на македонската телевизија. Добро утро, доста активности од Националната опера и балет. Пред да ги најавиме тие што се следни во месеците пред наследни, би сакал да направиме едно резиме како поминаа година во мајските оперски вечери. Ние со Дејан Прошев ги најавивме и представите. Едно ваше видување, една ваша оценка на сите тие денови опера. Па, како што кажавте, за мене во овој долг временски работен период, ова се едни од најдобрите мајски оперски вечери. А тоа нешто ние кажуваме, него тоа го кажа самата публика и критиката, затоа што имавме и гости кои се занимаваат од странство, кои се занимаваат со таа проблематика и нивните критики што ги кажава и ги напишава, тоа многу значи за нашата куќа. Значи едни од подобрите мајски оперски вечери, едни од попосетените, ако се говори според публиката и бројот на... Па не само што беа посетени, се бараше билет повеќе, туку и аплаузите, и кажувањата, и се друго, и самите уметници што учествува во самата реализација на мајските оперски вечери, си го кажа своето дека беа многу успешни. Лето со доста богат репертуар, со доста работа и доста активности. Почнуваме со најава на двојна изведба на ремек делото Ана Каренина, балетска представа во два чина, нешто што ќе се случува на 23 и 26 јуни. Така, 23 и 26 јуни, во главната улога на Ана Каренина ќе ја игра Мими Попалексова, додека машката улога ја игра Бобан Ковачевски и еден гостин алтернатива е од Португалија. Потоа продолжуваме и со господиците од Авињон, гостување во Белград, исто на 28 јуни, значи, а за Охридско лето оди представата ова господиците од Авињон. Така да во однос на балетот ќе биде тој дел, ќе имат и други подготовки за наесен, а со операта продолжуваме со доста добри, квалитетни оперски вечери. Имаме еден концерт на студентите по соло пеење со нашиот оркестар, тој им се дава можност и се кажува оперски надежи. Тој е на крајот на месецот, потоа имаме еден концерт на Скопско лето на 1 јули, исто оперски концерт, и на 8 под небото на звездите со солисти од хорот на 8 јули. На 12 јули нашиот оркестар настапува на Охридско лето, тоа е веќе најавено од фестивалот Охридско лето, и потоа продолжуваме мал одмор и сезоната започнуваме на 22 септември со националното дело Лидија од Македонија, која премиерно беше изведена поодамна, значи 2005 година. Можам уште сега да ја повикам публиката
во септември да си ги набават билетите. Тоа е едно грандиозно дело, значи од Ристо Аврамовски. Се работи за христијанството во Македонија, за првите почетоци, покрстувањето на Лидија од Македонија. Лидија ќе играат Билјана Јосифова. Може да се подсетите слободно, не е сепак една информација што ја споделуваме без никаков проблем. Игор Друловски настапува, Наде Талевска е исто во Лидија од Македонија, Драган Ампов и Маријан Николовски. Во многу други улоги солистички, значи овие се само дел од екипата, главните улоги. Операта има своја тежина затоа што има повеќе од 20 на солистички улоги. Целиот хор настапува, статисти, богата костимографија на нашата еминентна костимографка Елена Дончева. Значи, грандиозно дело. Ете, најавивме ексклузивно што ќе ја отвори новата сезона. Летово, колку што успеав да сватам, повеќе гостувања по фестивали, надвор од салата тука позади нас. Па, такво е времето, така да битно е дека ќе бидеме застапени и со балетот и со операта во нашата држава, па и надвор од неја. Така, се враќаме на тоа што ќе се случува на 23 и 26 јуни, малку повеќе околу деталите околу Ана Каренина, вели преку современите кореографски решенија, соединети со класичен балет на Лео Мујич од Хрватска. Тоа стои во официјалната покана. Дека публиката ќе го ужива тоа и ќе го сведочи тоа. Па да, ова е нова постановка, значи не е прв пат, него од поновата во далечните некои пред 20 години, како и секоја друга представа била поставена, сега е возобновена, така да ја покануваме публиката да дојде и да ужива и во балетот Ана Каренина. Ви благодарам многу за овој разговор, ви посакувам убав работен ден, успешна летна сезона со гостувањето и се гледаме 22 септември е новата сезона, така, како што запомнав. Со операта Лидија од Македонија. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Јас пред да го одјавам ова линковско вклучување од пред Националната опера и балет, уште еднаш подсетувам дека најавена е двојна изведба на ремек делото Ана Каренина, балетска представа во два чина со одбрана музика од рускиот великан Петар Илич Чајковски на 23 и 26 јуни со почеток во 20 часот, преку современите кореографски решенија соединети со класичен балет на Лео Мујич од Хрватска, минималистичката но ефектна сценографија, прекрасните костими на Александар Ношпал, ќе видиме едно интересно, визуелно, динамично и полно со страст балетско видување на познатиот роман Ана Каренина на големиот руски писател Толстој. Во повеќе од 2 часа балетските уметници од Националната опера и балет со впечатливиот, емотивниот до исцрпување танци, инспиративни движења ќе ги пренесат сите емоции кои го означуваат ова дело, како љубов, страст, омраза, лутина, гнев, љубомора, тага, мајчинска болка. Во главните улоги ќе настапат Мими Поп Алексова Атанасовска на 23 јуни, Марија Кичевска-Шокаровска на 26 јуни, Бобан Ковачевски, Балаш Лучеи Унгарија и Гилерме Алвес од Португалија и Кристина Накевска. Настапуваат истакнати солисти и целиот балетски ансамбл на Националната опера и балет. Подсетувам 23 и 26 јуни се датумите за оваа балетска представа. Студио тука го одјавам ова второ и последно линковско вклучување утрово од Скопје. Дефинитивно ќе го искористиме веќе убавото сонце и убавите температури, да го испиеме и некаде утринското кафе, ова прекрасно скопско утро да го искористиме и на тој начин, бидејќи се уште се чувствуваат и мирисите на липите, па ги поканувам и нашите гледачи, доколку немаат некои обврски утрови, доколку може да се дадат време и оддишка за себе, да го направат истото, кафе сами со себе и со убавиот мирис на липите во Скопје, за дефинитивно да ни биде денот поубав и да ни тргне утрото онака како што треба. Студио?